Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во ова најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Ова емисија од понеделникот почнавме да ја ребрендираме со тоа што ја ставаме под истиот бренд, односно истата капа на она што го нарековме Мој термин, кој пак се емитува од 18 часот. Но знаете веќе неколку дена соред, односно 3 дена соред ги објаснуваме ваквите новости, така што денеска веќе си одиме со нова тема, на која што тема можете да ни се јавувате и да давате ваши коментари на 0260 91 924 или 0260 91 925. Затоа ве поканувам слободно да ни се придружите и да ги давате мислењата по однос на темата дали мислите дека политичките партии ги злоупотребуваат финансирањата во предизборните кампањи кои ги водат. Токму на истата тема и колегата Младен Чадиковски вечерва на Отворено емисијата ќе зборува, но за да може да видиме малку краток осврт за тоа што тој точно ќе говори, ќе одиме со оној наменски најавен форшпан кој што го користиме за денешната емисија, па се враќаме во студиото и започнуваме со вашата комуникација. Црни пари во кампањата, како се финансираат политичките апетити, обвинувања за подкуп, учество на деца, администрација на митинзи. Да не помислат да влијат политички врз вработените. Некој треба да ја заштити администрацијата, некој и прети на администрацијата. Апсолутно неточно. Колку чинат штабовите, билбордите, рекламите, автобусите. Не е важна цената кога власта е во прашање. Нема сериозен политичар во Македонија кој не земал кеш пари во раце. Гледајте 24 Отворено, четврток 20 часот и 45 минути. 0260 91 924 или 925. Дали мислите дека партиите ги злоупотребуваат финансирањата на предизборните кампањи? Доколку имаме гледач на линија, велам добар ден. Повелете. Добар ден. Дали се слушаме со некого? Да, повелете. Имаме некој на линија? Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Малку... Да. Да, зборувајте, може би ви доцни гласот, за да не ви доцни гласот, намалете го тонот на телевизорот и зборувајте со мене. Да, телевизор е на нула веднаш. Ајде, повелете. Овака, дали мислиме дека партиите ги злоупотребуваат финансирањата на предизборните кампањи? Сигурно, тука нема дилема. Без разлика за која партија се однесува. Но, во последни 10 години, сведоци сме дека владеачката партија премногу ги злоупотребува. Сите државни институции се на располагање и нивните ресурси, нормално и средства, кои како ги добиваат од нив. Не знам, не сакам да размислувам, знам дека криминално. Секоја јавна институција мора да донира на било кој начин големи пари во кампања. А сведоци сме и дека ниту една партија не сака да каже од каде и се парите. Значи, дека се црни пари. Од кого, како, ако некој приватен дава од некоја така по-добро стоечка фирма, тој нормално дека очекува тие ќе победат и да завозват, добијат после тие пари да им се вратат нормално и со камата. Така да сигурно е дека сите апсолутно го прават истото, кои помалку, кои повеќе, ако можам да кажам и денеска слушавме на вести дека и во Куманово имало и веднаш далена комисија и веднаш се прифатило и така натаму. Тоа нема да пројде туку така. Ви благодарам толку од мене. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас и убав ден. Следен на линија, повелете. Добар ден. Ало? Да, ве слушам, повелете. Имаше прavo човекот, меѓутоа дека злоупотребуваат. Не само да се злоупотребува во поглед на финанси и на пари, злоупотребуваат во таа мера, значи паѓаат ниско. Само ќе кажам за Заев, пошто сум доволно гласна, значи кажу и бара да сите учат албански јазик. Па дали знаете дека македонски не знаат да зборуваат албанците?
Јас сум работела во здравство, ќе дојде пациент, ќе донесе жена и ќе речам излезете вие, а не она не зна да говори. Па викам зошто не зна да говори? Кај живеете и ќе каже некое село, па тоа викам во Македонија. Значи прво нека ги научи заев да зборуваат албанците, децата, сите македонски, па после нешто да бара за да Добро, добие. каква врска има тоа со финансирањето на предизборните кампањи, Затоа господјо? што зборуваме за пари, Мгм. зборуваме за пари, за финанси, кои што како, значи му се возвраќаат пошто бара вакви работи. Тоа не е туку така он што го бара. Тоа е се за пари. Ете тоа. И сега уште едно. Сакате да кажете, бидејќи се обидувате да ја поврзете темата, сакате да кажете дека ЗАЕФ и СДСМ добиваат пари за да протежираат двојазичност? А да, Добро. иначе како? И уште само нешто, ако ми дозволиш, нема пола минута е премногу, го слушам министерот, екс-министерот од дамна што беше Фрчковски, кој што го оправдува ово, а се јавува од Лјубљана и зборува српски. Како не му е срам? Добро, благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Ве слушам, повелете, добар ден. Ги злоупотребуваат, нормална ствар дека ги злоупотребуваат од причини што никој не ги знае жиросметките и никој не ги знае пак од кои се донаторите за силните пари што се трошат. Речеме, кој ги плаќа сите тие превози, автобусите, прво да видиме за митинзите. И за едните и за другите. Ние знаете дека Љубе Бошовски лежеше за затвор за нелегално финансирање кампања, меѓутоа во исто време има друга една партија имаше огромна дупка за непокриена по денот на изборите и пороковите, никоме ништа. Така да и за ова, нормална работа, меѓутоа мислам дека тоа тие што треба да го гонат честно го пречутуваат или се прават дека не го гледаат, како што гледате денеска експрес реакции на двете институции, предмети се формирале ваму таму, тоа се приказки за нормална ствар, дека има причини што никој не одговара за тоа нелегално. Кога ќе одговараат сите за нелегалното финансирање на кампањите, тогаш мислам дека ова не би постоело. Мали вака кога е све могуче, така да ништо не би изненадува. Ви реков, основното е зошто ЈСП да прашаме и колку пари земало ЈСП што ги даде автобусите на ДУИ да врши превоз за там митингот кој беше во Борис Трајковски. Нека искочи некој на телевизија или ваш новина, нека оди во ЈСП, нека побара до сега колку добило пари од политичка партија за вршење превоз на граѓани на митинг. Немам ништо против што ги користат автобусите, меѓутоа нека ги покаже фактурите. Дали некој испорачало фактура? Ете вика имате злоупотреба на парите право. Добро. Тоа е, пријатно. Пријатно и до вас и благодарам за јавувањето. Ќе замолам од режијата малку погласно во студиото, а веќе велам добар ден за следниот гледач. Повелете. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете, добар ден. Мислам дека, колку што сум обавестена, дека нели сите партии добиваат пари, средства од државата, така, за овие за изборите, така? Или грешно сум? Како мислите од државата? Мислам се добива, секоја партија добива одредена сума на пари кога имаме избори за реклама за ова зона. Не е ли тоа така? Или јас сум секоја партија се финансира од своји избори по однос на својата предизборна кампања и во ниеден случај не смее да троши државни пари по однос на тоа. Така. Да. Не знаев, искрено. Да. Дека се трошат пари, мислам дека се трошат. Поготово овие спотови што се даваат од едната, од другата, од третата партија, од четвртата, од сите таму, мислам дека доволно пари трошат во тој случај. И само не треба да ги злоупотребуваат тие пари за било какви лоши работи, говор на омраза, не знам, таму некако предавство на државата, како што рече господинот за господјата, за ЗАЕФ, вакви работи да се однесува, мислам вреѓа фамилии и така натака. Треба таа кампања да биде малце попристојна од сите партии, не само од една, за навистина да личи на предизборие. Ја бар така мислам. Добро. И
ова не треба уопште за државата да се збори за федерализација, а да ви кажам нешто оваа кампањава, овој Заев, нешто мене не ми личи дека е добар човек. Не добар, него добар со паметот мислев. До вчера викаше федерализација ова она, сега вика Груевски рече, само на него му е во главата федерализацијата рече. А иначе, кога сум рекол јас такво нешто, вика, Боже, сачувај државата, Добро. уставот ни е супер. Така. Тоа е срамота, мислам, не личи на денес едно збори, утре друго збори. Добро. Нешто се случува со тој човек, дефинитивно. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Фала и за пријатно. благодарам за јавувањето, поздрав до вас, за да не преминеме во ситуација како со осиромашениот ураниум кога зборувавме за визите. Ги замолувам гледачите да се фокусираат на она што се нарекува денешна тема, а тоа е дали мислите дека партиите ги злоупотребуваат финансирањата на предизборните кампањи. Гледачката која што го спомна делот со федерализацијата и со двојазичноста рече дека Заев и СДСМ добивале пари за тоа, за така да го прават. Тоа е веќе, да речеме, во своевиден контекст од прилика некако врзан со денешната тема, но зборување за исклучиво теми кои што немаат врска со финансирањето на партиите, ќе ги заламам гледачите да не си го трошат времето и да не се јавуваат за нешта кои не се денеска на распоред. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Огне поздрав до тебе и Благодарам. прв пат те добивам во ова убаво студио и да ти кажам право. Сите треба да се гледаат на каков човек треба да ја води емисијата. Тоа е коментар мој за тебе. Благодарам. И сега за темава искам да ти кажам дека злоупотреба на финансиските средства во предприемството да се разбереме. Нека не зборуваат, слушам тие претходници што зборуваат таму дека се злоупотребувале. Да, од кого? Од власта, не од опозицијата. Опозицијата нема финансиски средства да троши. Приведејте ВМРО ДПМНЕ, односно ДПМНЕ, не ВМРО, пошто јас имам човек за ВМРО паднато, па не сакам да го гадам името. Добро. ДПМНЕ на сите митинзи во Република Македонија носи автобуси, носи граѓани. Искрено ќе ви кажам, од администрацијата, луѓе носи. То се пари кои загуваат пред време од работа. Од основните школи истото тоа се прави. Ако веќе сега гледа господјата министерка Томоска, која го критикува техничкиот заменик министер Цираковски, Добро. дека тој укажа на некој работи. Затоа не треба ние да се пуштаме во некои други работи. Се знае дека злоупотребата на финансите за предизборието е во владеачката партија. Господата нека извинат, али сега кога беше митингот во Скопје, Никола Поповски кој зборуваше во првата изборна единица, Добро. јас искам да ви кажам, имаше преку 2-3 автобуси донесено во Скопје овде. Така. Затоа, господјата таа што зборуваше за некоја си федерализација или двојазичност, ве молам, нека разбери цел македонски народ, никогаш Заев не изговорил од уста федерализација и двојазичност. Кажува граѓанска опција. Да се разбериме, граѓанска опција е едно, а федерализацијата, да ви кажам, која е уклопе? Политичка федерализација. Никола Груевски и Али Ахмети. Нека извинат, али Аспар Халевски го знаете многу убаво вие, кај работеш, што работеше, знаеме ние од 2006 година како се уклопија сите тие проекти. Так. На Никола Груевски, на Али Ахмети. Затоа господите двете што зборуваа за таа работа, малце нека се сочуваат, затоа што ако некој направил зулум во оваа држава, тоа е Социјалистичката политичка партија. Со Добро. ДУИ. И затоа тие опозициони партии треба да се однесуваат како и сите партии во Република Македонија. Тие финансиски средства во кампањата да се ги приберат малце и една работа ви кажам веќе почна референдумите. Еве денески не да ги слушате вие. Зона во Прилеп што се откри за подкупот, сега веќе искам да ви кажам Андонов Оливер доволно е писмен, доктор на науки, али не може во антикорупцијска комисија да кажува за Оливер Спасовски за замена на кадри. Тоа се Добро. дава на управен суд.
Добро. Ви благодарам, Огне. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. За оние кои што може би им било чудно како е поврзувањето на јавната администрација со денешната тема, фактот дека јавната администрација се финансира и добива плата од државните пари, односно од даноците на граѓаните, автоматски ја вклопува во денешната тема од малку поинаков аспект. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Огне, сакам да кажам дека никаде во светот опозицијата не ја води државата. Нека сватат некои што таа претходно зборуваше, секој пат го напаѓа Заев. Добро. Никаде, значи во светот опозицијата не ја води државата, власта ја води. Кога имаше пари, власта да ги пренесе 4 милиарди и нешто преку граница, значи има избори. Ги злоупотребува, народот го злоупотребува. Добро. А на крај за возврат барат и тие нешто да добијат. И сега кај опозицијата не може во никој случај да сноси одговорност затоа што не ја води државата. Таа се бори за да дојде на власт. Кој има подобра програма, таа ќе добие. Али Груевски ми се чини нема веќе да добие затоа што неговото замина пред, значи цел свет знае и врапчињата на граѓаните знаеа дека е во криминал и целото раководство на ВМРО ДПМН и се бори како премиер. Па тоа е абсурдно, не е некој будала. Значи ги поскупува гласачите, еве во Прилеп. Рекоа дека по 100 евра особа давале. И плюс полицијата агитирала. И тоа да го кажам, значи тоа е тие мислат гледачите што се против опозицијата, а за опозицијата вика не ми се допаѓа Заев, па не го гледа ако не се допаѓа. Мене Груевски не ми се допаѓа, па не го гледам. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со некого, повелете? Добар ден. 0260 91 924 или 0260 91 925. Дали мислите дека политичките партии за време на предизборната кампања ги злоупотребуваат своите финансирања? Зборуваме за аспекти на водење црни кампањи. Да, добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Ѓура е на телефон. Поздрав до вас, Ѓуро, повелете. Здрав. После толку време да добијам месеци. Да, Бога ми да ви кажам искрено, одамна не сме се слушнале, да. Па не може добие, има некој никако. Виде, дека се злоупотребуваат финансирања на предизборните кампањи е очигледно. Јас дури сметам дека власта ќе потроши 10 милиони евра, бидејќи видовме дека почнува подкуп на гласачи, да не зборувам за злоупотреба на медиумите, каде што ја не знам колку пари се потрошени до сега. Пропагандата е невидена и ќе биде највалкана. Но едно само ќе кажам. Ова што идат пропагандите, не се само пропагандите што се даваат и за подкуп. Ова е пропаганда што ја прави власта, бидејќи имаме најбогата партија во Европа, во најсиромашната држава. Може да замислите колку пари, 60 на милиони, има ВМРО ДПМН има. Од каде са тие пари? Очигледно дека криминалот тешко е запатен не само со таа партија, туку е инкорпориран, тоа са метастази во државата. Очигледно е дека овие што се јавуваат наредба имаат, бидејќи сите се фокусирани на дефокусирање на прашањево за злоупотреба на кампањата. Тие зборуваат сосема друго. Тие зборуваат за да привукаат по лидерот на опозиција, што нема врска со темава. Прашањето е зошто парите што ги даваат и на тие плукачи, парите и на се она што значи подкупка и што ги фатија на дело. Сега тие ќе плаќаат било кого. Тие ги плаќаат и овие што доаѓаат од странство. Плаќаат да дојдат нека прашаат колку 100.000 евра се плаќаат и на тие пропагатори надвор.
Тоа се и разни лобисти, во делот лобистите ги плаќаат и со пари од народот. Баш од украдениве пари, не зборам за украдени. Туку од народни пари можем да логизираат, односно логисти да пропагираат Македонија. А тие всушност ја поддржуваат партијата на власт за да продолжи да не плячка. Оваа апашана на власт нема да бира средства. Слушајте, тие ќе потрошат огромни пари. Тие поштабовите ќе даваат пари за да се јавуваат и глупости да тресат за да ви ја нарушат емисијата. Так. Затоа ве молам, држете се до темата, зашто тешки глупости, мислам. Добро. Тоа е срамота што се случува. Добро. Благодарам, пријатно. Благодарам за јавувањето, поздрав и до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден, бидејќи уште малку време имаме. Добар ден. Повелете. Поред ова што е најавено на телевизија, тоа е точно дека ги злоупотребуваат финансирањето на предизборните кампањи и тоа на разни начини. Прво, телевизиските куќи што постојат, уште се ја почнува, се ја вршат старата работа што се ја вршува како порано и никој ништо не им може никој. Така делува. Джаве ми она адското тело како вика, тоа не знам. Меѓутоа, се уште тече таа работа. Значи, се уште тоа го прават. Они одат од куќи на куќи. По куќи одат. Ги злоупотребуваат луѓето со овие неписмени луѓе што се ги злоупотребуваат со мерење прецисности, само им одат по куќи на постарите луѓе и тие не знаат ни за кого гласаат, ни за што гласаат и одат со кути од куќа до куќа. Им плюс им даваат и пари. Сега, јас изнесам еден примерок и нека се забележи. Јас кај што сум вработен, човекот има 65 години возраст. Добро. И продолжа на 67 таму да работи, од 60 на 67, и му наредиле од аеродромот човекот, дека морал он да однесе, дали ми реше 15 или 20 гласа, точно не знам, ако не однесе, черка му ќе лета од работа. Так. А он е во пензија, жена му во пензија. На што личи тоа? Добро. Значи, све злоупотребуваат, користат се и се што може да направат. Добро. И затоа треба да се внимава на таа работа, меѓутоа, колку ќе се успеат, не знам. Изборите ги фалсификуваат они, ја уште од која знам, јас сум учесник во избори, од 1990 година, а и како младинец во Југославија поранешна, преку Социјалистички сојуз, преку младина, преку се и се што, сите работи им ги знам, што прават и како прават. Добро. Благодарам за јавувањето. Да, поздрав до вас. Дали имаме време режија за вклучување на уште еден гледач? Добар ден, повелете. Добар ден. Ве слушам, повелете. Не знам дали знаете дека речете го Ердоган му се јави на Путин. Добро. И што му рече? И не знам што му рече. Она госпоѓата залета во федерализација и не знам какви работи, што воопшто не е спомнато. Иначе, сега мислам не е спомнато. Иначе федерализацијата беше спомната уште во владата на Љупчо Ѓорѓиевски, каде што сите овие од владата беа на функции. Добро. Тогаш се делеше Македонија, тогаш менеа територии и такви работи. Значи, се злоупотребуваат добрите намери и добрите зборови за да се искористат во политички сврхи, во изборни сврхи. Так. Што се работи за злоупотреба на парите, се виде една кампања на времето Љубе Бошковски, кога го затворија, му изставија во багажникот парите, 100.000 евра, колку беа. А во таа година 3 милиони евра кошташе кампањата на ДПМН. Так. Значи, можете да замислите, а милион и кусур евра не беа покриени. Так. А СДСМ зеде тогаш кредит.
И уште само нешто, ради таа работа, јас сметам, и овој што е од Австрија, не сакам името да му го спомнам, Добро. зел пари. Добро. Ви благодарам за јавувањето, ви посакувам пријатен ден како вам, така и на сите останати гледачи кои повторно ќе бидете со нас од 18 часот. Во мој термин, денеска во 18 часот, продолжуваме со гостувањата на кандидатите за пратеници. По гостувањето на представникот Коалицијата за живот предводена од СДСМ, денеска во мој термин гостува представник на Партијата за демократски просперитет, односно ПДП, а тоа е Мухамед Халили, кој е кандидат за пратеник од 6-та изборна единица. Бидете со нас и тогаш. Пријатно.